миши и гледаја љубов. Не разбираш? Љубов. Ајде. Секој ден те барам во сонот што се буди, во тишината на утрото и првите зраци луди. Твојот лик е слика што себе ја чувам и без тебе денот не почнува. Секој допир, секој збор е магија и во ова наше мало царство љубовно. Ти си мојот мир, мојата најмила песна, која во срцето бескрајно внесена. Звезди, преубава песна на Владко Илјаче Валдера. Денеска, почитувани гледачи, ќе имаме можност да ја промовираме специјално во неделниот микс. Но вистина некако не враќа на некои носталгични времиња, Валдера. Па се надевам. Добре ни дојде и официјално. Ви благодарам на поканата, поздрав до сите гледачи на ТВ24. Се надевам, бидејќи, мислам, овие песни се онака повеќе, би рекол, класика во стилот на Брайан Адамс. Таква песна сакавме да направиме со господинот Копров, да воведеме нешто што е ретро, а во исто време модерно, со модерен саунд, модерен звук и нормално овој вид на песни се песни кои што се емотивни, кои што имаат во себе многу музика и тоа ни беше самата цел. И во овие мелодии, овој тип на песни, навистина останува да се слуша низ годините. Ете го спомнавме Брайан Адамс, но и многу други изведувачи имаат ваков стил, па тие песни и денеска се слушаат и покрај сите оние модерни некои нови стилови. Апсолутно. Јас се надевав дека ќе успеам пак да допрам до публиката со моите вокали, со самиот израз, со самата песна како што е тој стил, бидејќи Брайан Адамс е како пејач, пред се мене доста голема инспирација. Поентата ми беше да донесам нешто на македонската публика кое што е од тоа време, кое што у некое подобро време, кога музиката повеќе се ценела, би кажал, се знаело дека ваквиот вид на песни ќе траат подолго време. И ето, се случи тоа што се случи со Милион звезди. Така, Милион звезди е соработка со нашиот врвен Григор Копров. Го поздравуваме во моментов, ако не гледа, па кажи ми како дојде до соработката токму со него. До соработка дојде така што јас имав настап на Макфест. И еден мој колега, кој што сега Горан Наумовски, ме контактираше на Инстаграм и ми вели, господинот Копров те гледал на Макфест, му се свиѓа твојот вокал, начинот на кој што пееш, начинот на кој што интерпретираш и сака да се запознае со тебе. Добро, викам, окей. И се запознавме, имавме прва средба и веднаш ми прати демо, вели, еве песна која што мислам дека тебе може да ти лежи. И тука падна целиот тој муавет, нели, за Брайан Адамс, дека нели овој стил на песна како што била Everything I do it for you или Please forgive me. Тука падна тој цел муавет за да донесеме нешто во современата македонска музика, нешто што го немало ваков вид на балада во смисла на такви пејачи што од тоа време, ме сваќате. А тебе тоа баш ти лежи? Мене ми лежи, бидејќи тие пејачи јас сум ги студирал, сум проучувал како пеат, сум учил од нив.
и нормално дека ова беше голема шанса за мене да влезам во студија и онака да викнам убаво Да. позивно на рефренот. И ете, се оствари таа средба и соработка со господинот Копров, кој што уште трае, веќе се работи и на втора, трета песна, значи веќе песните ќе продолжат да се течат нели во текот на годината и исто така најавуваме и настап на некои од фестивалите надвор од Македонија. Да. Тоа е голема можност за тебе. Па да, Браво. Да. Па се надевам. Видете, треба да се сработи. Ја искрено не е поентата да се лета во облаци, туку нозете на земја да ти бидат и да работиш. Има работа, треба да се седне, да се сработи, да се испее како што треба да се испее. И ако јас излезам надвор од Македонија, нормално ја представам на некој начин и Македонија. И тоа мора да биде во најдобро светло, бидејќи не може друго да биде освен ова. Не се прифаќа кај нас, посебно кај господинот Копров, ништо друго освен квалитет. Така е. И тој те препозна тебе. Па, И тоа е големо да, задоволство. тоа е доста голем комплимент е и јас сум му благодарен за тоа. Еве, не само тоа, туку ние за краток период доста многу се зближивме и до таа мера каде што бидејќи тој има свој студио, кај што го снимавме самиот спот, таму е снимана и песната. Тој ми го даде всушност и студиото. Еве ти, влаче студио, работи, прави музика. Тоа е огромна чест и голема доверба од негова страна. И голем комплимент искрено за мене. Апсолутно. Што оно што досега научи од него? Искрено тоа дека работите се прават трпеливо и со срце и со голем фокус на квалитет. Значи, не е поентата да ја избрзаме песната, као, окей, сме ја направиле песната, туку да внесеме што е можно повеќе квалитет во неа и душа во неа, заради тоа што сакаме да трае. Не е поентата песната да трае месец, два. Туку после 3 години луѓето уште да ја слушаат. Не сваќате? Тоа е поентата. Тоа значи дека песната останала, дека уште е релевантна. И мислам дека тоа беше еден од главните моменти што успеав да ги научам од него. Затоа и неговите песни траат, бидејќи тој прави песни кои што се наменети за долг период. Да траат. Тоа е поентата на песната, да трае. Значи нешто што ќе направиш да остави печат во времето. Го спомна трудот и дисциплината, но секако дека и талентот е неизоставен дел. Нели од целиот тој пакет. Така што ти талентот го имаш и многу други тоа го кажале, го вреднувале, но на крајот на криштата твојата публика е онаа кој што затоа и траеш сите овие години, кој што ти ја дава довербата. Имаш позади себе исто така и албум, сам го напиша, го компонираше, нели, ако не се лажам, сето тоа беше твој печат што се вели, сега е одлична можност што соработуваш токму и со врвниот композитор Григор Копров и ете, нели, се оди само напред. Да, па искрено да ви кажам, мене публиката ме знае релативно, окей, се уште мислам дека не сум ја добил целосната поддршка и доверба од македонската публика, затоа и правам песни за да можам да на некој начин да ја освојам цела Македонија. Релативно луѓето ме знаат. Моментот што сакам да го кажам е дека јас досега никогаш не сум пеел туѓа песна, некој што други ја напишал. Сите песни кои што пошто пред се сум композитор и пеач и пишувам мои песни, продуцирам мои песни и ова беше прв пат да се случи јас да испеам нечија песна, тоест некој што други ја напишал, бидејќи обично јас пишувам песни и за мене и за другите. Меѓутоа сега конечно ми се пружи таа шанса да соработам со господинот Копров и да отпеам негова песна кој што тој ја напишал. И
И мислам дека како што ќе тече времето сега и како што еве сега уште се работи на други проекти, мислам дека со тек на време публиката ќе стекне некоја доверба секогаш кога ќе ме види на малите екрани да си каже, окей, ја го знам овој дечко, Владко се вика, Валдера му е уметничкото име и овој дечко опасно пее и многу убави песни прави. Тоа веќе публиката го кажува. Да, и го осеќам јас тоа. И сега целта ни е, искрено, целта ни е тоа да оди и надвор од Македонија. Бидејќи, како што ми зборуваше господинот Копров, ми вели, ти во Македонија, вика, ти си вика одличен пејач, ме се ми дава комплименти, што ја многу го ценам, вика ми вели, одличен пејаци, меѓутоа треба ние да атакуваме надвор од Македонија, ми вели. Значи треба да одиме надвор од Македонија да пробаме во Србија, во Црна Гора, не сваѓате, Хрватска, тие земји да ги освоиме, бидејќи ако успееме на балканско ниво, вика со сигурност и Македонија ќе каже ова е наше дете, ние си го сакаме, си го почитуваме, не промовира надвор од земјата. И така е, секогаш најтешко да се пробиеме надвор. Зборам, нели, како изведувачи, наши музичари, Да, не е толку дали сега јазикот да само пречка или некој други? Може да ви кажам еден момент кој што јас сум го приметил. Кога ќе дојдат тука изведувачи од Балканот, дали да се од Србија, дали да се од Босна, дали да се од Хрватска, Македонија ги пречекува со отворени раце. Сакате да пеете на вашиот јазик, нема проблем. Повелете. Во Македонија не знам колку пати се пеело на српски, колку песни се слушање на српски јазик. Пробајте вие тоа да го направите обратно. Македонец да пее во Србија на македонски. Пробајте. Да видите дали ќе ви успее. Заради тоа што ќе ви кажат Шта си рекол? Да певаш на македонски? Ма иди бербегај таму. Јеси ти нормален? Значи, поентата ми е дека ние на нас влезот таму не ни е дозволен, бидејќи дали сме ние премногу отворен народ? Во смисла, тоа не е лоша работа. Ние сме си дружелюбив народ, ги прифаќаме тугите песни, меѓутоа ние да пробаме на македонски таму да пееме, нема да помине песната, тоа сакам да ви кажам. Да, мислиш дека е поради јазичната бариера? Не знам заради што е, ама или нешто друго. Оно што сакам да ви кажам е дека останатите народи си го чуваат својот пазар, а ние си го раздаваме. Извинете сега вака што сум директен, ама тоа што сум го приметил е дека за да успеам јас во Србија морам да пеам на српски. И за да успеам во Хрватска морам да пеам на хрватски. Ме сваќате? Да, апсолутно си во права. И поентата е, сега сакам да ви дам да ви го кажам тој момент. Зошто ние како народ не се цениме себе си толку? Ме сваќате што сакам да ви кажам? Апсолутно си во За права. јас да успеам во Македонија, за цела Македонија да ме знае, треба да направам многу труд и да вложам многу, а од Србија некој само треба да плати овде маркетинг, да дојде и веќе е прифатен без проблем и му се пеат неговите песни. Не ми пречи тоа, искрено, луѓето нека си работат, моје да си сработам, да си ја гледам мојата патека и тоа е тоа. Ама поентата е дека дојдевме во некое време кај што македонецот и неговата музика не се почитува повеќе надвор од Македонија. А зошто да не се почитува? Зошто да не? Зошто ја да го прифатам тоа? Зошто ја да не отидам во Србија и да станам таму звезда или во Хрватска? Зошто да не? Мислите ја не го можам тоа? Мислите го немам гласот? Не, го имам. Ако седнам да сработам, јас ви гарантирам. Дури може и многу подобро. Апсолутно. Видете, мене само да ми биде дадена шансата за балканска кариера, во смисла да ми биде дадена шансата да можам да се испромовирам убаво и ќе видите вие дека македонецот пак ќе застане на врвот на Балканот во смисла на глас и на песни. Пошто ние си имавме крал од Крушево, ама за жал кралот ни почина. И сега мене тоа ме нервира поради тоа што на Балканот нема на врвот македонец. Сакам ја да сум, искрено ви кажам. Така, и зошто да не? Зошто да не, да. Апсолутно. Значи, што ќе сум си, ќе си бидеме скромни, не бе, амбициозен сум си. Така и треба. Сакам да освојам, додуше и Тоше бил таков. Ние сме правеле муабет со Григор Копов на оваа тема.
Мислам дека повеќето гледачи не го не знаат тоа. Тоше делува како многу скромно дете и многу убаво воспитано дете, ама Тоше гризел. Ме сваќате, значи Тоше сакал да покори, Тоше сакал да освои. Мораш да го имаш тоа во себе ако сакаш да успееш. Апсолутно, да. Со скромноста во денешно време ја ништо не се Бидете прави. се вие скромни, секако, значи поентата е твоето однесување спрема твоите колеги, твоето однесување спрема публиката да е фер и коректно. Ама ти треба да сакаш да го освоиш пазарот. И ајде сега значи ние искрено македонската музика е во, ајде да кажам, некоја криза. Има пејачи, меѓутоа кај сме ние промовирани надвор од Македонија. Да, дефинитивно треба околу тоа да се променат работите и ета можеби со врвен тим како што еве сега и ти го имаш, можеби тоа и ќе се промени, да се надеваме дека ќе биде така. Па јас не се надевам, тука едноставно ја ќе сработам и ќе направам се што е можно за тоа да се деси, да. И тоа е и целата на господинот Копров и моја цел е да се афирмира пак македонскиот пејач, македонската музика во некако во на самиот Балкан. Иако ви кажувам дека ако станува збор за македонска песна, тоа ќе оди тешко во странските земји на Балканот, меѓутоа како пејач би можел да се афирмирам, иако ќе треба да пеам на хрватски, ќе треба да пеам на српски, што воопшто мене не ми пречи. Ви кажувам, значи напротив, тие се многу убави јазици. И ја би сакал да пеам и на тие јазици, ама сакам да ви кажам, има некој услов кој што постои дека ако сакаш да успееш во тие земји, мора да пееш на тој јазик, не можеш на македонски да пееш. А додека во Македонија е обратно. Во Македонија можеш да пееш српски, сите ќе те сакаат. А во Србија не можеш да пееш македонски, не дека србите ни мислат нешто лошо на нас, напротив, они ни се браќа и јас ги гледам како браќа. И исто и хрватите, исто и така и бошњаците. Меѓутоа, поентата ми е дека бидејќи ние сме толку отворен народ, толку е лесно овде било кој од Србија да успее, ама ние со македонска музика таму. Апсолутно е така. Кога сте виделе вие на РТС македонски спот, македонска музика? А колку пати сме виделе на нашите телевизии српска музика и хрватска музика и сите тие работи? За тоа сами сме си нели одговорни во однос на тоа, но ето некои работи секако треба и како изведувачи да ги сугерирате, нели вие изведувачите и ние како медиумите треба тука нели сите некако да најдеме некое заедничко решение околу тоа да дефинитивно си го цениме своето. Милион звезди, еве и почетокот на нашиот разговор го започнавме токму со оваа песна. Кажи ни за самиот спот. Имаме некои комбинации тука, нели, од различни сцени. Па да, самиот спот е снимањето на самата песна. Моделот и моја другарка која што се појави во самиот спот е Јулијана Деспотовска, поздрав до неа. Може да видите буквално на самиот спот се гледа како ја снимаме песната, како целиот процес на правење на песната. Господинот Копров е тука, дава совети. И убаво што тој момент сте го доловиле. Да, ми вели, значи на почетокот на спотот, значи за да ја изведеш убаво песната треба да ја замислиш девојката, треба да ја пееш на неа, мора се внесеш во песната. Па има ли Валдера девојка која што си ја замислуваш додека пееш? Не, се уште не. Во моментов некоја муза, нели? Во моментов сум се сингл, убаво ми е, јас сум си посветен сега на музика, ако се деси некоја љубов, нека се деси спонтано, не може тоа да се форсира. Меѓутоа, поентата ми е дека еве и Стефан Петановски кој што го правеше аранжманот е тука во самото студио, исто и текстописецот Ангел Ризов и тој е тука. Целиот процес, целата екипа што ја правеше песната ја има во спотот. Голема исто благодарност до Лоран Бајрами кој што го фати сето тоа со неговата камера, он е стварно голем професионалец. И еден дечко пее за една девојка и вели дека во незините очи он гледал милион звезди, доста убава. Многу романтично. Тематика е тоа, да. Избегавме ние малце од таа тематика во смисла, не знам, сега современиве песни се повеќе бегат кон некои други теми, што е окей, прифатливо е, секој треба да си прави своја уметност, ама ви кажав,
Ова е Брайан Адамс стилна песна, љубовна е, се пее за неа, се пее за љубов и мислам дека нема поубава тема од тоа реално. Така е, тоа е безвременска тема, кога станува збор музиката. Не случајно спомнав муза, нели вие уметниците, музичарите секогаш имате секогаш сте влюбени, ако може така да се каже, и ето тоа некако со посебни емоции ни го пренесе и ти. Иако може би не моментално, но во секој случај нели посебно сте емотивни, ако може така да се каже, и секако дека оваа песна верувам дека ќе остане за многу години нанапред, и ете многу ми е драго што и во неделен микс ја промовиравме, па ете нешто ни спомнати за она што следува, односно плановите. Се надевам дека и останатите песни ќе бидат хит. Па спремаме сега уште некои нови работи. Ќе почека публиката. Прво да си помине милион звезди низ целата наша Македонија, цела публика, и потоа нормално ќе работиме на други проекти. Има за правење многу музика, работам цело време сега во студиото, таму сум, работам на мои проекти, на туги проекти, и ето. Поголема ли одговорноста да се работи за други? Па нормално дека е, бидејќи луѓето ти плаќаат за тоа. И мораш да изнесеш квалитет. Секако. Нормално дека е голема одговорност. Така, апсолутно. Но она што и ти го работиш секогаш е, може да се каже, во светски размери, токму затоа и твоите песни се тука да останат, а секако и ние ќе ја слушаме и ќе ја пуштаме понатака милион звезди. Многу ти благодарам за разговорот и ти посакувам успеси и среќа во сето она што ќе го замислиш и понатака. Так, благодарам многу. Ете, почитувани гледачи, со Владко Илјачев Валдера, денеска промовиравме неговата нова песна Милион звезди. Ја слушаме секако во неделниот микс, а слушајте и вие, слушајте македонска музика и бидете добри, здрави, живи и секако гледајте не и во следниот неделен микс со нови културни теми. Ве поздравувам од мене и од целата екипа на Телевизија 24 која што учествуваше во креирањето на емисијата. Голем поздрав!